сите луѓе што се овде и сите што не се тука. Од сите партии, од сите здруженија, од целиот македонски народ, што е во Македонија и што е надвор по континентите. Сега ние се најдуваме во една таква ситуација да бидеме или не. Пред 4 месеци повеќе беше, иницијативниот одбор беше, јас инсистирав до многу луѓе, ниту форум, ниту личност заинтересирана, идев само на тоа и велев, ќе го повикаме ВМРО, ќе го повикаме СДС, ќе ги повикаме сите останали партии, зашто? СДС не се сите предавници и ВМРО не се сите предавници, дека тамо има македонци кои што исто страдат и не можат да кренат глава. И тоа се повтори и се покажа, и ако организацијата се подпишеја 30 субјекти во Континентал и тоа без афирмација, без нагласување, даде неверојатни резултати. Го бойкотиравме се тоа што сакаја. Бойкотирањето на референдумот беше светски успех на македонскиот народ и пример за другите народи кои што страдаат. Сега ние треба тоа да го зголемиме 1.200.000 се малку, треба сите 2 милиона да дојдеме до едни погледи исти, ни се пружа шанса од надвор. Јас цело време укажувам дека од Австралија, од Канада, од Америка, од цела Европа, кој ќе ги отворам телевизорите и кој ќе видам македонци, повеќе знамена има и државност од самите луѓе. Тие луѓе нас ни треба, ни пружи рака и овде ние не треба за некоја ситница да се раздвојуваме, туку да окрупнуваме. Не беше важно за референдумот дали сите беа подпишани, дали сите беа запишани, формална работа, ама сите бойкотираја. Така беше. 1.200.000 и многу повеќе, зашто искористија да ги полнат кутиите сите тие организатори внатре. Основниот проблем на Македонија денеска е во следното. Не дека е незаконско собранието, не дека е незаконско владата, изборот, пратениците, па незаконско се она кое што се спроведува како закон. Што сакаат да покажат? Покажуваат дека секој нивни петок, во почеток на викендот, кога никој не е на работа, институциите не функционираат. Тие вршат озаконување на незаконското нивно делување и решавање. На тој начин ни ги затворија бранителите. На исти начин, во исти денови и во исти празници на задушнини. Ние не знаеме што утре не чека и за утре. Тие однапред ги имаат најокрутните, најбруталните постапки од концентрационите логори за ништење на народите. Сега Македонија сакат да ја уништат, дека е основа на светот на писменост на се и нивната лага и нивните кражби да се легитимираат. Нема да дозволиме. Нема напреди и нема распалвање меѓу нас. Ние сите, јас од почетокот тврдем, ниедна програма на партиите, на здруженијата, на поединците, убедувањата не се разликуваат, сите се за Македонија. И како такви ќе успееме. Во недела треба да се заврши тој форум и не е важно кој ќе биде назначен. Имајте во предвид дека разбирањето на голем народ, на голема култура, на голема цивилизација не е од надвор, тие не знаат толку многу за методологијата, колку ше внатрешните. Сите оние што делуваат незаконски, а се рекламираат како закон. Ние, ако тоа не го спречиме, навистина нема да остане народ. Шарените ги испотепаја полицајците пред собрание. Шарените ги урнисаја, спомениците ги уништуваја. И во председателската канцеларија
мои 30 книги што лично сум ги дарала и подпишувала на пријател, ги кинеа, се смеја, ги голеа. Кога се гори една култура, се сака да се удри во срце на народот, да не може да мисли, да не може да се брани и да нема докази да настапува. Ние нема тоа да го направиме. Јас бев многу среќна денеска кога видов за програмата која што е усвоена пред некој ден. Ние ќе стоиме сите зад неја, без обзир дали сме негде стомнати. Ние не бараме медали, не бараме признание, ние не бараме ништо, ние сме жртва на секојдневното страдање во тоа што излегуваме во јавност, кога соцзавец, кога оружје, кога биво населбе, кога охридски. Сето тоа што ни се прави, ние денеска мораме да го спречиме.